Здраво на сите. Јас сум Джелан Велио. Денес како дел од емисијата Гласни идеи ќе зборуваме со Здраво, Джелан. Ти благодарам што прифати да бидеш дел од оваа емисија. Благодарам и на вас и морам да ви ја поздравам целата идеја, иницијатива и да го поздравам целиот момент затоа што сега создаваме нова култура. Ти благодарам. Темата на која што денес ќе разговараме се општествените и културните неприлики. Па првото прашање, Даниел, што ќе ти го поставам е едно општо прашање, поточно што представува културата? Па, како што кажав малку пред некоја минутка или секунди, како и да беше, култура е тоа што сега ние во моментов го представуваме, односно создаваме еден вид на поинаква култура. Иначе во глобала културата е како термин различно толкуван од страна на зависно од истражувачите кои што ја работат таа тема, затоа што културата поради својата сеопфатност, односно поливалентност, истражувана од страна на историчари, археолози, социолози, психолози, филозофи, дури некогаш политиколози, и затоа представува една поливалентност, тоа е сеопфатност. Културата представува сложена поливалентна колективна меморија и критика на човекот, хиерархиски подредена, да се и раскината во желбата за надминување или да се бори со јазот помеѓу редот и хаосот, доброто и злото, духовното и материјалното, вечноста и конечноста. Во глобала културата е термин кој се однесува на различни форми на живот на човекот. Тука влегува самиот идентитет, вредностите, аспирациите, местото и самиот простор на кој што се случува. Односно го одредува степенот и развој на едно друштво, може би да биде друштвото на понизок или повисок развој, зависи од самата култура и нејзиниот развој, односно представува еден вид на интеракција, односно однос помеѓу поединци, групи, идеи и перспективи во глобала. Првиот и основен аспект од кој што тргнуваат истражувачите на оваа проблематика е самото друштво. Друштвото формира колектив, колективот формира култура, веќе немаме ниту култура без друштво, ниту друштво без култура. Во едно друштво во глобала е вообичаено да има доминантен тренд, односно култура, кој има условно кажано власт врз околината преку начинот на делување. И таа се смета за доминантна култура, нешто што е како доминантен тренд. Но природно е моментот што води на почетокот што кажав дека ние формираме култура е да има субкултури или подкултури кои што се слични на глобалната култура, но имаме и контракултури кои што е целосно различни од глобалната култура, нешто што сега во моментов ние го работиме и ние сме спротивно на глобалната култура. Тоа е сема нормален вообичаен когнитивен процес, затоа што психолошки вообичаено е да не сите еднакво исто ги спознаваме и практикуваме проблематиките со кои што се соочуваме. Од друга страна, не сите ги ја следиме, значи го следиме комплицираниот аспект на друштвото преку исти символички гледни точки. А тие се секако заосновани на критичката перцепција. Но да се тргне од основниот поим со кој што се соочува нашето македонско општество. Тука кај нас се дава еден многу општ пример кај глобалното население, тоест да се наречеме како обични смртници на културата и придаваме значење како еден вид на начин на однесување. Во форма на културен. Затоа баш побарав да образуваш што поточно значи култура, бидејќи за многу луѓе култура е, не знам, театарот представува култура, одењето, не знам, на слушање музика, посетување на опера и балет представува култура. Тоа е култура на врвот, така наречена култура на врвот, тие што стојат невисоко затоа што обичните работници секако немаат можност да си дозволат да уживаат, тоест да практикуваат таков вид на култури. Сепак тие се култури, да, но не за сите е еднакво практикуван тој момент. Затоа подоцна имаме малку, значи да дебатираме околу тој проблем, нели како што кажавме обично кај нас се става во директен контакт на културен или некултурен, значи однесувањето на еден субјект, но за среќа културата со својата поливалентност, тоа е сеопфатност, не е само тоа. Постои еден посебен момент кој мене искрено ми е интересен и за истражување, е тоа што терминот култура секојаш пројавува интерес кај голем број на чинители на друштвото да биде манипулиран и контролиран. А самата контрола води кон еден посебен феномен кој директно или индиректно, несвесно или свесно влијае врз глобалната маса.
сметаш на кој начин културата е манипулирана и злоупотребена и од кого? Кој го прави тоа? И за кои цели? Најдобар пример за тоа е масовната култура, тоа е нашето современие. Како што кажа кај нас, како што кажа претходно, одење на театар, слушање музика. Тие се тие глобални феномени кои што се наметнуваат, но истите се продаваат. Културата не е за продавање, културата е за усовршување и за практикување внатре во друштвото за позитивни цели. Масовната култура во глобална не е нов модел. Напротив, тоа започнува со индустријската револуција, која што резултира со урбанизам. Урбанизмот од друга страна пак резултира со масовна хиперпродукција, која е резултат на самата глобализација, а пак глобализацијата стимулира самата хиперпродукција, а хиперпродукцијата наметнува потреба за потрошувачка. Тука е таа потрошувачка, како што кажав, одење на кино, каде што има скапи карти, и потоа концерти, балети, каде што имаат повторно скапи карти, што резултираат со наметнување на еден психолошки момент кој што се влијае врз човекот, а воедно мора да плати тој за тоа. Значи да ја ужива културата, човекот мора да плати. Таква вид на култура, нели урбаната култура. Сите овие моменти водат кон една единствена цел. Да, извините, сакам да кажам дека тие што не можат да уживаат во таа урбана култура, автоматски се некултурни за другите, спаѓаат во таа категорија. Епа, тој е масовен модел на размислување. Тоест, серијски, како што го нарекуваат социолозите на култура, паренствено, серијски модел на размислување. Добро. Посебно интересно е што сите овие моменти водат кон една единствена цел на творците на оваа култура. Пак кажам, тоа е тој серијски модел на размислување кој силно влијае врз целата маса. Се наметнуваат едни поинакви вредности за кои што мора да се плати. Како што кажав малку претходно. Точно. Уште посебно интересно е што социолозите на култура паренствено, а потоа и политиколозите сметаат дека овој вид на култура, масовната култура е модел кој што е оформен од глобалната политика и се смета дека е видна маска за која што се крие глобалната политика, односно глобалните политички фактори и авторитети. Како идеја, нези политиката, значи ја злоупотребува, тоест ја користи за создавање, како што кажавме, на глобалните вредности, бидејќи спротивно тоа би резултирало со апсолутен бунт. Нешто што ние во моментов го правиме, ние сме еден вид на контракултура. Затоа и на почетокот кажав дека сме еден вид на контракултура. Не ги славиме и практикуваме масовните вредности кои што ни се наметнати. Масовната култура. Молам? Може и да се спаѓа во некои субкултури, значи не мора да биде контра, не. Субкултурата е слична на доминантната култура и следи одредени вредности на доминантната култура. А спротивната култура, тоест контракултурата, си создава своји вредности кои што сака да ги наметне во општеството. Тоа е посебен интересен момент. Значи масовната култура мора да се напомене дека е неоспорно архетип на капитализмот, барем јас сметам така. Затоа што преку губењето на индивидуата значење добива масата, односно масовната потрошувачка, што резултираат друштвените промени во форма на друштвени промени. Масовна потрошувачка, кој може да се дозволи масовна потрошувачка? Секако капиталните фактори, тоест јаките корпорации, силните корпорации. Но за да има силни корпорации треба да има работници кои што работат во корпорации. И затоа сметам дека обичните работници се механизам кој што силните корпорации ги користат за да зграбат за самиот капитал. Тука, значи, веќе губи на значење индивидуат и неговото мислење. На сметка добива масовното, целиско однесување, манипулирано, кој е веќе дел од масовните вредности кои што се создадени. Каде што имаме колектив кој што е култура на хиперпродукција. Ние мора да бидеме исти едни на други, затоа што сме различни, веднаш сме неприфатени. Таа е една од најлошите работи кои што ги нуди постмодернизмот за индивидуата, кој што размислува поинаку и понормално, барем според мене. А пак од друга страна, масовните вредности кои го стануваат еден вид на традиција, кој што со константното повторување влегува во ритуализација, ритуалот, значи, ја формира таа традиција и станува еден вид на култура на хиперпродукција, на потрошувачка, кој што е конформитира индивидуата, благодарение на конформизмот, ние веќе имаме слика на лични вредности кои ги градиме на масовните медиуми. Таму, значи, ги споделуваме сите наши приватни и интимни моменти, среќа, радост, без разлика што и да е, а пак друга страна тоа води кон класна подела. Ако ме прашате зашто многу едноставно е, затоа што таму добиваме слика за целото друштво. Целокупното друштво на планетата Земја. Таму следи друштвени разлики. Зашто? Затоа што таму гледаме фотографии на аристократи кои што уживаат во земските задоволства, од друга страна ние обичните смртници кои што зависиме од нивниот капитал, а ние го создаваме, немаме доволно средства да си го дозволиме истиот тој
земски рај, па ние само уживаме во нивната големина, во нивниот раскош, авторитет, наместо лично мене што ме чуди и што ми изненадува е на отсутството на бунт. Ама пред малку, мислам, претходно кажавме дека масовната култура се темели на глобалното, значи сериското размислување и добиваме еден посебен интересен момент во кој што индивидуата, како што кажаме, биде значење, но доколку индивидуата не се прикрепи во масата, тогаш таа е фрлена во анонимност, а со самото тоа фрлање во анонимност доаѓа до, не знам, кој имаше кажано таа мисла дека еден е луд, а милион религија. Сега имаме ние религија на масовно размислување, на масовни вредности, глобални вредности, во кој што партиципираат апсолутно богатите, тоест аристократите, капиталистите, затоа што не може да има некој што не е во таа капитална рамка, во тој капитален круг, кој што ужива во земските задоволства. Точно. Батам сакам да се навршам за бунтот, извини што спомна дека бунтот нели недостасува. За жал, бунтот се изразува на тие друштвени мрежи. Значи, и таква, не знам дали да го наречам култура, туку секој незадоволство се го пишуваат како статус луѓето и сметат дека доволно придонеле во нивната борба. Дека некој ќе прочита, ќе лајкне или ќе искоментира и таму завршува нивната борба. Као да, незадоволен сум од ова, ама толку. Ако сметаат дека како што кажавме, конформитирајќи индивидуата, конформизмот ни создава, значи, на сметка на личните вредности гради масовна слика. Па сега да ги придадеме тука, како што кажавме, статусите на социјалните медиуми, значи да не ги брендираме, да не бидеме нивен медиум кој што ги брендира. Таму, значи, прикачуваме одреден статус, кој што некој го чита, но доколку не е сходен, односно сличен на нивните размислување и толкување, тогаш тој статус е апсолутно неприфатен. И нема никој да го следи. А тоа е резултат, значи, на нашата политичка култура. Тоест врво на политиката во Македонија, ние сме од старт неприфатени или се сметаме за непријатели на државата, што е уште многу покритично. Тука, значи, се создава модел на следбеници кои слепо ги следат идеалите на одредени творци, кои се обидуваат да ги имплементираат натре во општеството, во друштвото, ама свесни дека манипулираат со нив. Имаме многу добар примери, знаеме двајцата сега, преку поглед знаеме за кого станува збор, кој што нуди вредности, но сепак истите тие вредности се лажни. Тука доаѓа моментот кога се раѓаат идолите, тоа се создава митот за глобализмот, за глобалниот свет, масовното друштво. Тоа резултира апсолутно со социјалната нееднаквост, која што се јавува уште, како што кажавме на почетокот, во периодот на урбанизацијата, тоест глобализацијата, каде што на почетокот апсолутно имало големи предности за работничката класа. Тие тамо имале една слична, можеби не еднаква, но слична куповна моќ со, условно кажано, богатите, но од друга страна, капитализмот од позадина тоа го користел и денес се создава тоа што е создадено. Денес имаме сајбер револуција, виртуелна стварност, имаме моменти преку кои што стигаме лесно до податоци кои што се погрешно толкувани во глобала и истите ни создаваат една видна психолошка зависност од константни новини, тоест константна новост. Тоа пак од друга страна резултира со фетишизам. Фетишизам се мисли на оддавање културно значење на одредени субјекти, предмети и слично, тоест се дава значење на нешто што сакаме да поседуваме. Овој момент добро прилагодено стига до обичниот човек и го прави зависник, тоест робно производството. Константната потреба за нешто ново, пак вродува потреба, значи, за нешто ново во форма на мода, тренд, технологија, може да биде. Тоа, значи, пројавува со психолошки момент каде што човекот сака да го следи тој тренд. А тој тренд е резултат на, како што кажаме, глобализмот и лесниот пристап до податоци. Пак, ако на почетокот на урбанизацијата, тоест на индустриализацијата, имало куповна моќ работник од работничката класа, сега пак имаме ограничени, тоест изманипулирани ресурси. Тоа пак од друга страна, значи, преку, како што кажам претходно, психолошкиот момент на кој што се влијае врз човекот, доаѓа до момент каде што човекот го прави зависен. Зависен од што? Може да се даде најава фрила, најтренд е тоа сега со кредитите во Македонија. Ние добиваме кредити за да обстоиме.
Точно, и сме постојано Кредитите на кои се злоупотребуваат. Молам? постојано сме во должничко робство. Так, апсолутно. Ние имаме кредити, со кредитите стигаат каматите и моментално нашиот роден дом го правиме робен дом. И ние робуваме во собствениот дом. Сега, како што кажа претходно преку социјалните медиуми, доколку сметаа дека станува збор за ова како култура на демократијата, затоа што демократска култура е многу поинако од култура на демократијата, дека станува збор значи на слободно друштво со можност за избори и слободи и така натаму, или пак станува збор за апсолутизам кој резултира со манипулација и робство. Поедноставено кажемо, затоа што видовме дека стануваме робови на производството, кој што ние го произведуваме, работниците, затоа што ако работникот не се потруди да работи, тој продукт нема да стигне на пазарот. А ние пак слепо ги средиме тие идеали на врвовите, капиталистичките врвови, а со тоа се принудуваме самите себе да станеме робови на самите себе. Затоа што доколку пројави еден вид на револуција, не знам, бунт, им кажеме дека ние нас ни е доволно од нивното робување, тогаш веднаш се доаѓа до момент каде што работникот добива назначење. Таков пример беше пред скоро во Гостивар, каде што работниците добија сериозност, значи беа сватени сериозно од работниците. Значи газдите ги сватија посериозно работниците, затоа што голем број на работници се иселија од државата и работничката снага сила стана многу ретка. Не мислам значи работниците добија туку бидејќи нели нема доволно беа принудени. Така, беа принудени. Да. А пак од друга страна иселувањето е повторно момент на масовниот, значи глобалниот модел. Дознаваме за позитивни работи што се случуваат во други држави и посакуваме истите да ги искусиме. Тоа е повторно психолошкиот момент со кој што влијае глобализмот врз луѓето. Во глобала повторно можам да кажам доколку смета дека ова е демократска култура, културата на слободите и општествена слобода, тогаш искрено ги жалам. Може би звучам премногу вулгарно, може би звучам може да ме сватите како теорија на заговор, што е моментално во Македонија модерно, но го кажам тоа што го мислам и тоа што пишаните зборови, тоест литература го зборува. Токму за оваа проблематика. Добро, целта на овие емисии е да се секој да може да каже тоа што го мисли, бидејќи нели мас медиумите нас не покриваат и мораме на овој начин да окажуваме тоа што го мислиме. Така што Така е. Борете што го кажете. Зато и кажав, да, ние сме спротивни на масовното, тоест на доминантното. Да. Сега сватив што сакаше да кажеш на почетокот. Така. Трето прашање што би ти го поставила е сето ова што го зборуваш, како сметаш дека може да се спроведе во пракса? За да се влијае врз свеста, односно перцепцијата на масата, се потребни идоли. Нели кажавме дека се создава митот за глобализмот, се создаваат идоли. Ако сакале во антиката да наметнат некој вид на култ, создавале идоли. Денес идолите се механизми преку кои што се стимулира потрошувачката. Денес идоли се брендови, марки, па и самата естетика е идол. Тие се еден вид на класична матерса која што влијае врз друштвото. Посебно интересно мене ми е, влијае врз субјектите, тоест врз човечките битија, тоа што е многу, кога станува збор барем за човек, е многу безмилосно нивната промена. Може да дадеме пример за, не знам, многу примери може да се дадат. Работник кој што работел долго време, и тоа е еден вид на медиум, затоа што представува одредена фирма. Работник кој што работел долго време во таа фирма, откако неговите работни способности не се доволно изразени, тој е апсолутно безмилосно тргнат. Значи добива отказ, се прекинуваат неговите мали приходи онака. А многу поинтересен е моментот кога станува збор за идолите. Да дадеме поопшт пример за да ме разберат сите, со фудбалерите кои што играат 2 до 3 добри сезони во еден тим и потоа се веднаш продадени од врвниот тим и се пратени во нешто помало што е. Тоа е еден вид на друштвена потреба за свежа крв што се јавува кај луѓето. Кога збориме веќе за културата и општеството. Во друштвена момент кој што го наметнува, кој што е наметнат од страна на масовната култура, тоест на глобализмот,
а пак е резултат на продукцијата, тоест хиперпродукцијата потрошува. Посебно интересно е како овие практики се спроведуваат во мултикултурни друштва како што сме ние. Под мултикултурни друштва се подразбира на концепт во кој што рамноправно коегзистираат повеќе култури, што е во многу примери и соодветно спроведено и еднакво спроведено. Интересно е што кај нас имаме интеркултурна интеракција. Теоретски интеркултурализмот е модел со кој што овозможува сближување, односно разбирање и делување на различни култури, кои имаат иста или слична цел, тоест е во глобала кажано постоење на повеќе елементи во една рамка, во случајов друштвена рамка. Но кај нас постои еден посебен момент во кој што влегува партикуларизмот. Партикуларизмот наметнува едни поинакви вредности, создава еден момент во кој интеркултурализмот не подразбира рамноправен диалог. Во нашата рамка, значи, резултатот тоа мора да се напомне дека е резултат на политички процеси кои што нагласуваат со голем етноцентризам, потоа етноцентризам, што знам, резултира со, што знам, многу едноставно кажано и со неподнесување на непочитување на различни култури, во кој што едната култура секогаш внатре интеркултурно сака да доминира на другата култура, иако може да се создаде заеднички јазик, тоест заедничка рамка во која што би делувале, а кај нас тоа, како што кажав, е злоупотребено на страна, тоест наметнат е партикуларизмот во кој што се создаваат еден вид на социјален мониторинг преку омраза, поделба, или најпросто кажано римското раздели па владеј, во кој што дели безмалку 4 страни, кои што создаваат еден непријатен амбиент, иако доколку правилно би се спровеле овие теориски, како што го замислуваат теоретичарите на мултикултурализмот, интеркултурализмот, би имале култури кои што заедно би соделувале. Даниел, ти благодарам за исцрпната дискусија, бидејќи не информира од културата од повеќе аспекти. И убаво тука што ги вклучиве и умите. Па се надевам повторно ќе имаме прилика да разговараме на подтеми во културата и на други теми, така натаму. Така. Благодарам и на вас што ме поканивте. Поздрав. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.